По дербито против Драгон во Скопје, управата на ЖФК Кочани поднесе жалба заради сериозни повреди при делењето на фудбалската правда и други недостатоци од организацијски аспект, вклучително и непримерните притисоци. Меѓутоа, иако поминаа речиси месец и пол, досега ФФМС нема произнесено по истата. Во Кочанскиот женски прволигаш се уште немаат никаква информација дали жалбата е процесуирана и се утврдуваат фактичките состојби или едноставно стои во некоја фиока. Таквата статус-кво ситуација им ги врзува рацете на членовите на раководството на клубот во планирањето на активностите за пролетната полусезона. Немаме одговор се уште на жалбата, само сакам и јавноста да ја информирам, не само што ја упативме до фудбалските органи и до надлежните државни служби. Значи, оние кои треба да се грижат за регуларноста на надпреварите, за регуларноста на првенството, а сметам дека тука имаше повеќе елементи за прекршување на таквите правила на фудбалската игра и на нормалното завршување на еден ваков надпревар. Се уште немаме одговор на нашата жалба. Ние сепак сме спортски работници и така се и однесуваме, ќе се потрудиме на спортски начин, со спортски дух да го докажеме нашиот квалитет. Откако во изминатите години си поиграа со најдобриот женски фудбал во државата, формирајќи за една употреба клубови кои ги правеа шампиони, за потоа да ги снема од фудбалската сцена, одредени фудбалски мокнијаци од метрополата продолжуваат да го прават истото и во ова првенство. Драгон е создаден преку ноќ, така стана прволигаш и шампион, како претходно нашите акции реди се други скопски екипи. Од тие причини, поедини членови на управата на ЖФК Кочани сметаат дека или треба да се откаже учеството во првата лига, или да се изврши притисок од повеќе клубови за да создадат услови за регуларно првенство. Бидејќи бесмислено е да се инвестира во квалитетен фудбал, кога поединци можат целокупниот труд на фудбалерките и тренерите со еден потек да го фрлат во вода.